Македонското здравство тоне, а за тоа единствено е виновна државата. Без стратегија и соодветна организација, Македонија останува без матични лекари, но со недостаток на кадар се соочуваат и болниците. Проблем кој не е локален, туку генерален и се провлекува повеќе од 17 години. Верувајте, во сите оделени има дефицит на кадри. Значи, кај да се свртиме? Дали на офталмологија, дали на радиологија, дали на кожно, дали на очно, дали, не знам, ми се чини дека секаде. Ево, например, реуматолог немаме скоро во целава област. Нема кај да се обратиме. Значи, ние и да сакаме да услужиме пациент или да дојдеме до некоја диагностика, не можеме поради тој дефицит, ни тие не се криви колегите што стварно не можат од еден двајца да видат. Најголем проблем останува детското оделение, кое не работи 3 години. Срамно е, велат родителите, во Охрид да нема општа здравствена заштита за најмалите. Се работи за нашите деца, се работи за иднината на Охрид и нашата држава. Жално, но вистинито, 21 век, да се собираат родители и да се активираат сите ваши нервни ќелии за да профункционира едно детско оделение и да еднаш за секогаш се реши проблемот, да нашите деца имаат право, но и да имаат каде да се лечат. Состојбата во Охридската болница воопшто не се разликува од останатите. Ситуацијата е подеднакво иста во сите болници во Македонија. Негрижата за здравството сега го зема својот данок. Секој дел од здравствениот систем, дали е тоа примарно, секундарно и терцијерно ниво, си има своја голема одговорност и тежина на работа. И сите они мора да функционираат за да не функционира здравството. Според регистарот на лекарската комора, во Македонија има 9520 докторски лиценци, но тоа не значи дека сите работат, бидејќи меѓу нив има и пензионери, чии лиценци се уште не истекле. Согласно официјалните статистики, повеќе од 70% од македонските пациенти се лекуваат во државната болница во Скопје, вели професор Старделова.